16:30 часот, телевизија Телма, уште едно неделно попладне, тоа значи перфектен тајминг за старт на уште едно наше дружење во Fairplay. Се разбира нова спортска тема, која што овој пат ќе биде фудбалска, заради тоа што една од поактуелните теми изминатиот период е македонската фудбалска куп титула, која што овој пат, по 6-ти пат во својата историја, ја освои најтрофејниот македонски клуб, а тоа е фудбалскиот клуб Вардар. Црвено-црните долго време чекаа нова титула, цели 18 години, меѓутоа овој пат на градски соодветно ја прославија, откако со 2:0 успеа да слават против фудбалерите на Струга. Како всушност вистински прославија, што оваа титула значи за нашиот најтрофеен клуб, тоа ќе дознаеме денеска од двајца играчи што се дел од составот, а кои ние ќе ги пречекаме во Fairplay. Затоа ве канам да ни го менувате каналот и да бидете и овој пат заедно со нас. Тази освоената куп титула на Вардар е главната причина поради која што денеска ги пречекувам овие гости во студиото, меѓутоа ќе зборуваме многу повеќе од тоа. Се разбира, темата е фудбал и сето тоа што нив им се случува во досегашниот тек од кариерата. Секако оваа титула е важна и верувам дека ќе ја паметат, затоа што доаѓа после така долг временски период, а особено комитите и сите оние кои што го сакаат Вардар и навиваат за Вардар. Ово им се моментите да се израдуваат нешто кое што, како што реков, долго време го чека. Ќе ми биде драго што овој пат во Fairplay ги пречекуваме двајцата играчи на Вардар, Азар Омерагич и Димитар Тодоровски. Добре дојдовте во Fairplay, ми направивте чест што ја прифативте поканата. Пред се, добар ден и поздрав за сите гледачи и ви се заблагодаруваме на поканата. Да, Чести и задоволствени што гостуваме на оваа емисија. Многу ви благодарам. Ми најави инаку во управата дека две така културни, фини, воспитани деца ќе пратат да кажат впечатоци. Прво честитам за титулата уште еднаш и редно е да прашам дали соодветно беше прославена со оглед на тоа колку долго време се чекаше титула и сега се опуштивте ли малку, се одморивте и дали прославивте добро? Да. Како што е ред? Можам да кажам дека искрено многу добро ја прославивме. Како што беше оваа полусезона на терен, така и ја прославиме титулата. Ајде, кажете сега како е тоа, кој е тука главен кога се слави, има музики, се поред како што? Све како што доликува, со музика, со свирачи, трубачи, со некоја чашка плюс алкохол. Ватрено. Ватрено, да, кога слават фудбалери нешто, сите се тука, музика, свирачи, тоа нема, да, не изостанува. Па добро, значи си поминавте убаво. Не ми кажавте кој е најгласен вообичаено кога има така добра атмосфера, па и ви усоблекувална. Па добро. Еден сум Филип Гачевски. Гача? Филип Гачевски, Гача. Он е тој најгласниот. Најпозитивниот и најгласниот лик во Добро. Ајде, дајте ми сега една целосна оценка за сезонава. Како ќе погледнете наназад, како би оцениле? Тешка беше или? Искрено да кажам, би ја поделил на, можам да дадам две оценки. Ајде. Првата полусезона беше стварно тешка. А втората полусезона би дал оценка 10 до 10. Задоволни сте, а? Да. Ке кажеме на што се должи тоа? Имавте промени, меѓутоа ева малку попрецизно да објасните зошто во вториот дел успеавте да бидете подобри. Па добро, ја дав втора полусезона може да поради тоа. Ради тоа. Види, значи да важни се трансферите, важни се. Ја дојдов вториот дел на зимскиот трансфер период. Стварно од 11 јануари кога почнавме со припреми, имавме, пошто мене шефот Гоце ми беше и претходно во работнички тренер и знаем што ме очекува зимова, ама ова беше сосема нешто друго. Мислам дека дупло повеќе потешки припреми имавме, што сега плукавме под наводници крв на секој тренинг. И сметам дека тоа се должи поради тоа што имавме ние добра втора полусезона.
Тешките тренинзи, добро што бевме спремни и тактички и физички. И што имаше во самата сооблекувална добра хемија. Тоа, хемијата во сооблекувална се разликуваше ли тоа многу од првиот и вториот? Како тоа, објаснете ми, како тоа се поправа? Значи што, тренерот е клучен или други работи? Па, тренерот игра доста голема улога, али внесува позитива во екипата, играчите како ќе го прифатат тоа, како ќе го видат. Се тоа делува, тука има сега влагаат во збори тимбилдинзи, дружби надвор од фудбалот. И резултатите исто многу битни моменти. Секако, кога оди добро на терен се е добро. Точно, да. Резултати, ние почнавме прво полусезона со пораз. Дерби утакмица, сите ние посекувавме таа одма од старт. Се случи тој пораз, имавме малце тие следни ден, два, три бевме, што се вика, паднати, но моравме да се спремиме за следната. Не чекаше тешко гостување со Струга. Се спремивме и психички, и физички да се вратиме на победничката низа. Се случи Струга и после тоа тргна возот без порази. Да, дефинитивно беше после Струга тоа како пресврт на некој начин. Облаци, тоа беше баш пресврт на сите. Струга е стварно тешко гостување, кога добиваш не само што ја добивме и надигравме Струга, а кој што беше се уште актуелен шампион во тој момент. Ни дојде на сите супер самодоверба плюс и веќе се крена и самата атмосфера и хемија. Мислам не дека нас тој првиот пораз нешто не бутна, што се вика да смени атмосфера во сооблекувална, не далеко од тоа, ама така. Дерби е дерби, секој сака да победи. Вардар не може и не треба никогаш да биде и не може да биде без своите комити, меѓутоа ќе разговараме сега искрено. Ова е можеби едно од потешките сезони по тоа прашање заради сите несогласувања кои што ги имаат вашите верни навивачи и клубската управа. Како тоа влие на вас? Имате ли многу притисок? Трпите ли многу коментари затоа што сепак сте вие на средина, меѓутоа вие сте тие кои што на крајот од денот мора да ги поднесете сите зборови, скандирање и така натаму, затоа што вие сте на терен. Се останато е нели позади сцената, така ќе се изразам. Така што како со тој дел се снајавте? Притисокот е неминовен. Секогаш ќе се збори нормално дали добро, дали лошо, секогаш се на пик играчите. Меѓутоа конкретно за таа ситуација што вие прашувате околу измеѓу управата и измеѓу комитите, тоа сепак тоа е нивна работа. Ние никој нас не меша лично, не се мешаме ние во тие дилеми. Сепак дали е до врегење, дали е до фалење, кога сме за фалење, сме за фалење, кога сме за врегење, сме за врегење. Па види, не треба да има врегење, меѓутоа добро, и тоа на некој начин не може да се избегне. Дел од вашата. Да, но меѓутоа за тоа, за тие скандирања што се за колку и како да се наменети, сепак не сме никогаш не сме биле ние во Добро. Во тоа најде. Не чувствувате некој притисок, ја ви кажал дека нормално е да имаме притисок. Сепак играме во Вардар, тој дрес тежи. Најголем фудбалски бренд во Македонија. Што знам, тој е некој на почеток што се вика притисок, дури почне утакмицата, први 10-15 минути, после тоа се пушташ самиот си посветен на утакмицата. Комитите секогаш сте наш ветер у грб, само кажам. Друго е, сум бил у работнички, сум бил у Брера, прв пат ја у Вардар се осеќам како играш. Поради тоа што имаш публика, навивачи, те бодри, тоа е нешто плюс што ти дава кога те гледаат публика и публика да што се вика малски кажам, да изгинеш за нив. Би се согласил со Азер дека тоа што е помеѓу навивачите и управата, тоа е нивно, ние на терен покажуваме само за доброто на Вардар, в смисла резултатски еве после 18 години и купот го вративме кај што му припаѓа. Јас само ќе се надополнам на тоа што го кажа за навивачите дека те тера да изгинеш за нив. Ја можам поготово тоа да го кажам дека сум дете на Вардар. Сум израснал во тој клуб, сум видел све како што е од Лига Европа до испаѓање до сите ситуации и ден денес како победник на купот заедно со него. Така да можам само да им кажам секоја чест за поддршката за сега. Што секогаш са тука. Секогаш е давале. Кога сме кај притисок, неизбежно е секако тоа да те прашам. Мој гостин беше и твојот татко. Така што прв одговори на тоа прашање како изгледа кога додека си претседател, твоето дете истовремено настапува во најсилна домашна конкуренција. Сега ајде спротивната ситуација. Има многу коментари за тоа
дека ти играш фудбал, дека добиваш шанса во Вардар и дека се што ти се случува е поради тоа што имаш некакви врски, татко ти е во моментов прв човек на фудбалот во Македонија. Со овој дел како? Со сите ти пишувања и коментари. И јас многу лесно се справувам со тој дел. Мислам, таков тип сум, се исклучувам, се фокусирам на својата работа, не ме интересира ништо од страна дали на коментар или зборење. За мене се тоа не видно. Јас си го гледам фудбалот, си го играм тоа, јас си ја вршам својата задача, татко ми си ја врши својата, нема тука никакви. Добро, значи не си во игра зашто некој кажал дека мора да играш, туку тој што е шеф на стручен штаб, тој одлучува дали ќе играш или не. Сега дека да. Моето е да изгинам на терен и да го дам све што све што можам. И да се докажам. Ве враќам малку сега назад, самите ги спомнавте детските денови. Додиме како што е ред. Не е дека е чудно мало детенце машко во Македонија, со оглед на тоа кои ни се наши популарни спортови, да одбере фудбал и да посака дома да каже ќе тренирам фудбал, па како беше кај вас? Океј, до некаде има логика, нели поврзуваме со минатото. Меѓутоа, еве ќе почнеме со тебе. Некој ти сугерираше, ти предложи да се обидеш со фудбалот или обратно беше твоја си беше желбата? Не, повеќе беше сугерира да кажеме од дома, ја како помал тренирав тенис. Добро. И сега како идеше времето, више губев интерес, веќе губев интерес нормално, дете како дете му се менјат интересите со времето како расте. И со оглед на тоа дека татко ми е бивши фудбалер, дома гледаш албуми, дресови, гледаш фудбал на телевизија, се буди некој интерес за нова авантура. И нормално како што идеше, како што расте полека, и јас правев притисоци дома да почнам да тренирам фудбал. И така своите почетоци ги почна во Форца, после 10 месеци продолжи во Вардар. И тргна приказната. Да, колку години имаше? Кога почнав со фудбал? Со фудбал. 13. Да, некој ми спомена, веројатно од брат ми е таа информација, дека не си како оние деца што многу мали стартувале, еве тенисот е тука некаде. Измеѓу тоа е целата, да, тежок беше, како да речам, влегувањето во тој свет на таа возраст? Беше искрено многу тежок. Влетуваш меѓу деца кои што веќе 5-6 години и повеќе тренираат. Може и повеќе тренираат, а јас висок, некако крупен, што се вика, тежок со топката, малце не сум тренирал никогаш топка, не знаеш ни малте не да жонглираш, што се вика, а сите ги гледаш дека се како добри, ама спретни, да. Да, тоа само пробуди во мене да да работам напорно и да дојдам до највисокото ниво што можам да го достигнам. Добро. Ајде сега друга приказна да слушнеме. Поразлично. Ја од дете што се вика од бебенце сум мислел дека фудбалер, пошто имам од слики како со слики што сум ги гледал по албуми, дека сум со копачки, со фудбалски топка и едноставно очигледно од бебенце мало сум го сакал фудбалот. Почнувам на своји 5 години, татко ми не доаѓам, мислам е спортска, ама никогаш не се бавеле моите професионално, татко ми е полицаец и играле вторник и четврток или среда и петок, се не ми текно термини, игра во 11 октомври школата. Тогаш ќе држеше Игор Ангеловски Мрме, имаше своја фудбалска школа, а од тој период он ми е и комшија мене, ја држеше таа фудбалска школа. Ја доаѓа со татко ми, дури игра фудбал, они отприлика им беа 8-9 термините, после тренизите на школата на Мрме и се погоди баш тој ден да се јава да кажат порано да игра татко ми. Ја дори си играм со топка, они приде дали сакаш да почнеш со фудбал, ја 5 години имав, тоа бегам сакам и така почна мојата фудбалска кариера. Тргна приказната. Да, така. Да. Не сум сигурна кој повеќе, можеби ти си тој кој досега, затоа што сте млади се уште, имаш променето повеќе средини. Сте имале до сега многу проблеми во поглед на професионалниот дел, сега зборувам, откако малку подпораснавте, затоа што во фудбалот не е само кои се твоите капацитети, туку има многу околности, со каков стручен штаб си имаш работа, во кој клуб си, каква е околината, туку има многу одлуки за тоа дали ќе ги добиеш заслужените шанси да се докажеш. Па ајде сега малку за тоа ќе ми раскажете. Имало многу сопки, одело лесно до сега или не одело лесно? Не, ја кога почнав во прв тим, мене Ѓоро Вановски ме
шефот Ѓура ме внесе прв пат во прв тим на 16 години, а почна веќе да играм што се вика на 17. Тоаш беше шеф беше Александар Влако и почна феноменално. Втора утакмица веќе прва како стартер. Игравме со Шкупи, ја победевме таа утакмица, дадов гол баш на 17 години. Најубави моменти тоаш медиуми пишува, ме споредуваат со новиот работнички го има новиот Бисер, новиот Елиф Елмаз. Манчестер Сити дојде ќе огледа Димитар Тодоровски, све тоа убаво. Се случи една повреда. Да, баш се погоди истоета со Шкупи на Чаир. Добив удар, имав скршеница на доле на стапалото, на коската, да. Паузирав, мислам, месец дена и дојде Радко Достанич дојде, почнав пак да играм, супер бре, не фати короната. После се сменија некои работи, да, имало сопки, имало неправди, ама тоа е, кјутиш, трпиш, некојаш ќе избувнеш, јас сум малце, што викат постарите, изброј до 10, ја 1, 2, 3, на четврто веќе пука тука. Според мене тоа биле мои грешки, не смеам така да сум се понажал на сите тренерите. Јавно да им се извинам, сум се извинал и таму, ама Добро, сепак јас би рекла дека во спортот мора да ја има таа емоција, ако ти е седно и ако не ти е гајле, дали си во игра, каков перформанс имаш, дали добиваш шанса, тогаш нешто тука не штима, сепак треба да постои жар. А тие моментите кога ќе те седнат на клупа, како ги боли. Нема полош момент сега, да, ако конкуренција што ми се ти играчи што заслужуваат, диме ќе кјутиш, ќе трпиш, ќе тренираш, ќе покажеш дека вредиш повеќе од нив. Ама кога има неправда, тоа боли. Тоа боли премногу. Тоа боли кога седиш на клупа и кога некој прескокна ти или неправедно е на клуп. Да. Кога секоја грешка, пример, ти се гледа, ете јас сум таков кога ќе почна ми се вика да ми се урла што се вика, окей, некој пат ќе ми влезе у едно, у друго ќе ми искочи, ама некогаш стварно тоа ме паѓа и само си ја мислам грешката, тоа и тече утакмица, ја грешката и тоа ми било грешка на утакмица кога ќе почнам и ја грешката си ја мислам, што е лошо според мене, било поминало, секој греши, најдобрите грешат, така да пројде, ама некогаш така се водам, некогаш независно од денот што се вика. Добро. Потоа се гледа дека сме тотално спротивни малце во спротивни само брзината на реакцијата. Реакцијата си исто, да. Ево ако број до 3, ја бројам до 20, па после реагирам. Само што проблемот е што ја еднаш бројам до 20 и после крај. Аха, и после Да, тоа си имал многу потреба да броиш до 20, тоа е прашањето. Сум имал, да. Си имал? Да, сум имал. Почетоците на моето броење до 20 беше кога бев во Хајдук. Аха. Добро, ајде раскажи ми, не ја знам оваа приказна. Па бев 18 години. И веќе како младинци, како таленти потпишани во прв тим. И на припреми со прв тим со Вардар во Анталија игравме неколку утакмици игравме една со Хајдук, со Црвена звезда и со Динамо Киев. Добро. Со Хајдук таа не играв, со Црвена звезда легов да не излажам некои 15 на минути, а со Динамо Киев две екипи по полувреме. И сега меѓутоа на утакмицата со Динамо Киев биле присутни тогашните претседатели и директори на Хајдук, тренерот тогаш беше Игор Тудор. И не гледале, сме упаднале во око јас и тогашниот Цимер ми беше Леонид Игнатов, што сега игра во Силекс. И ние бевме секако двојка уште од младинци, најдобри стрелци, 20-ти, најболи асистенти. Така да бевме уиграни и упаднавме заедно во око. Отидовме летото, короната беше, мислам дека 2020, да не ви излажам. Отидовме во Хајдук, потпишавме и се почна како мед и млеко што се вика. Меѓутоа после месец дена се менува цела управа, сите тренери и тука почнуваат сопките. Тука почнуваат провоцирањата од страна. Меѓутоа, ајде ќе си кажеш странеци, треба да се докажуваш нормално и ние даваме се од себе. Сега се докажуваш и гледаш дека си подобар. Гледаш дека реалната слика, гледаш дека никој и да сте исти,
секако нивниот ќе се фаворизира, ама пак кога двоиш, кога се гледа тоа, малце боли поготоа како дете, мислам дете 18 години веќе не си дете, ама пак прв пат одиш надвор. Сепак немаш долгогодишно искуство, да. Прв пат одиш надвор и гледаш, не ти кажуваат здраво. Играчите провоцираат, директорите не ти кажуваат исто здраво кога ќе те видат во ходник. И тука почнуваат само се насобира, денес само иде пукање бомба. Да, така се случи. И така заврши таа приказна. За мене да, за Цимерот ајде, он остана уште 6 месеци плюс, меѓутоа он е посмирен така. А ја си реков крај толку, не се враќам веќе тука. И тоа е тоа. Не вреди, се вратив, подобро да играм во некоја екипа што ќе ме поштува дали во Македонија или негде на друго, дали е помала, дали се бори за опстанок, не е битно, меѓутоа играш. Играш, го гледаат твојот труд, го покажуваш дека сакаш да играш, дека вредиш, дека и така подбиша во Борец и после тоа се деси повреда, скинав лигаменти. Тие спортски повреди, добро. Дел се за жал често од кариерите на спортистите, како да не може без нив, но тоа е што е составен дел од вашата работа. Ајде сега, спротивно на ова прашање што ви го поставив, да одберете можеби некој тренер или тренери кои што сте многу среќни дека до сега ви биле дел од целиот овој пат и кои што успевале секогаш, особено на психолошка база, да бидат добри за вас и за вашата кариера. Ги има ли? Се надевам има. Ја морам прво да спомнам двајцата тренери што ми биле као деца. Маријан Чомаца Андрески, он ми беше од работничко од 7 години до првтим. И селектор ни беше Марио Војовиќ. Они двајца. А веќе кога бевме кога влеговме во првтим, нема кој Гоце Седловски за мене. И ја би ги напоменал младинските денови Саша Тодоровски Раптап и Филип Деспотовски. Со нив имав некако посебна енергија, комуникација, а од деновите сениорски фудбал, Гоце Седловски дефинитивно и Борче Христов. Да, и Борче Христов ми беше. Борче Христов ќе го изувам. И Љупчо Марковски Калц, тие. Гоце број 1. Добро, долг беше списокот и драго ми е што е така да не испадне дека само за некои негативни искуства зборуваме, ги има и тие кои што така вистински го сакаат спортот и знаат како да си ја. И кај оние тренери кај што не сум играл и од нив сум научил, ама сепак овие што ги набрав ми се. Да, лекции секогаш има, само дали на полесен начин или некој пат на оној потешкиот начин. Еден од моите гости со кој зборувавме на фудбалски теми, го запомнив тоа, рече дека можеби тренер, дека можеби најтешко на теренот име на напаѓачот и на стоперот. Затоа што нивните грешки некако најтешко ние да ги проголтаме. Кога нели има некоја апла добра вистинска шанса и не се искористува, или спротивно кога последен си па ти си виновен што и да се случи ако топката влезе во гол. Ти се чини како точна дефиниција или не можеме баш така да дефинираме? Има некој што не се согласува одма, ама не за позицијата не се согласува. Океј, ќе го кажете своето мислење? Може да го ја би го кажал дека тоа повеќе се на пики, повеќе имаат притисок задната линија и голманот. Како што штоперите, бековите и голманот. Не би рекол дека е шпицот, бидејќи шпицот сега ќе влезе пак во шанса и ако даде на крај гол, пак е херојот он. Он е херојот, да. А штоперите, они ако промашат, катастрофа. И после тоа ќе иде во низа. Проблемот е што штоперите позади они се последни луѓе и не може да влага толку лесно во ризик. А јас како напаѓач прв сум, има позади мене цела армија. Ти како напаѓач ако си изгубиш топката, ако е прокоцка шансата, сите ќе се нервираат, ама тоа нема врска. Да, меѓутоа ќе дојде пак. Ќе дојде пак. Јас си гледам на тоа само следната шанса да дојде и ќе се продолжам. Така да не е поголем притисок на шпицот сигурно нема како и на штоперите, да. Задна линија, добро? Ја мислам голманот дека он е под најголем притисок. Сериозно? Да. Пошто ете кој што кажа Азер, шпиц може у 90 минути да биде најслаб. Зборам 91 да даде гол, да реши утакмици, он е херој. Што рече херој, да. А обратно пак е голманот може биде 90 минути најдобар да фаќа зицери, една грешка 91 да се изгуби тој најдобар, не боже. Он е под критика, он е најслаб вака така. Да.
тие картони и тие грешки нивни секогаш се драматични. Сте менувале позиции откако почнавте до сега или не? Да. Да? Да, ја да. Ја почнав као по таа детска лига игравме во домот за без родители. Тоаш играв као шпиц, после нагло израснав, ме вратија на левбек. Па еден период играв лево крило, ама не знам ни јас зашто, пошто немам некоја брзина. Имам техника повеќе, брзина немам баш. И после ме вратија као везни полушпиц, мислам глобална средина. Има, значи има искуство тука. Да. Има тука доста менување, ротирање. Јас не. Не менуваше? Не, откако сум Ти на почнал сум шпиц. најскапата позиција од старт. Одма, Сите родители што ја сакаат. Моето дете таму на таа позиција, ниту една друга, добро. Некако сега ме инспирираше да прашам, сами ќе си кажете за себе, можеби малку е тешко, кои ви се најдобрите страни како играчи? Генерално земано, а кои ви се можеби најслаби точки? Најдобра страна, што знам, техниката, везни сум, треба ми размислува главата. Има ние средина што играме по креативците, гледаме некои работи според мене, гледаме некои работи што други играчи на другите позиции не ги гледат. А слаба страна, па што знам, може, ајде, брзината не би рекол пак нешто дека е слаба страна, не знам. Главата ја би рекол. Избувливоста? Па избувливоста и... Нетрпеливост може би посодветно се каже? Да. Главата ја би рекол ми е послаба страна. Што реков ми, избувливоста некојаш треба да преќутам, да избројам до 10, ама таков сум што да правам. Сега сум подобре, посмирен сум. Еве повеќе, уште повеќе ќе се дружите и ќе учиш. Да, ќе го смирам полека ќе се поделиме на 10-10. Тоа е проблемот, што ја бев работнички код дете во Вардар, да сега сум ради тоа помирен. Тука е контрастот, тука е контрастот. контрастот. Не, сега сум ради тоа помирен, пошто со мене тука и Одма е друго. Да. Одма е друго. Ја би рекол за мене силни страни пожртвуваноста. Тоа што се буди инат во мене на додека играм и не ќе да застанам само трчам. Иако на моменти тоа е лошо, ќе се трошиш. Скок со глава, ударот со глава. И дрскост, може да кажам. кажем. Да, дрскост, да. Да, спортска дрскост мора. Фудбалски е прљав. Да. Аха. Фудбалски сам да Ова е кажам. интересно, како ти оди работата со дефанзивците во македонскава лига? Јас искрено се радувам на такви моменти. Ја многу сакам прљави играчи. Аха, прљави играчи? Добро, не багаш од дуели и такви работи? Не, воопшто. Јас сакам некој така да ме, што се вика, да ме буцка, да провоцира, да подудри. Јас само, мене ми е тоа многу интересно, бидејќи возраќам исто. Не се жалиш, нема проблем. Не, воопшто, ја не осеќам. Не, ама имаме многу такви играчи во македонска лига сега. Па сега меѓу дефанзивците. Дали од кога ја искочив многу подрзок, дали не ги приметувам толку, а меѓутоа имаше на ден утакмици има. На дерби утакмиците на дерби е крвав. Ама дерби мора да има чепкање, мора да има закачки, мора да има да се влечеме малце, па сите да утрчаме глава со глава, божем. Дерби. Да, добро, да. Треба да биде така. Нормално. Да испровоцираш, да викнеш, да врати, да се така буди така самото по себе доаѓа да го направиш тоа. Мислам дека тоа е реално што и публиката го сака да гледа искрен надпревара, да не сме на балет, него гледаме фудбал и сакаме да видиме честно да се надпреваруваат играчите. Вардар и тежината на Вардар. Ајде сега за тоа чувство, бидејќи ти беше дел од двата тима кои што се ривали во градов, така што моментот, кога веќе официјално знаеше дека треба да го облечеш дресот на Вардар, беше некаков тежок момент на размислување, треба или не треба? Кога ми стигна понудата од Вардар, не, одма без размислување прифатив. Да. Никакви осуди доби? Не, од кој да. И тоа првиот момент кога јас слушав, одма му се јавив. Да. Ама викам, не се мислим да го доаѓа. Одма мора да има реакција, нели, логично е природно да има. Ама нема размислување, да. Па ја искрено во оваа ситуација Вардар е фудбалски бренд во Македонија, многу не размислов дали да прифатам, да не прифатам, одма прифатив. Популарни се чувствувате дека сте, мислам, знаеме дека за жал, самиот фудбал и неговата атрактивност кај нас не е каква што била некогаш, нели ги гледаме или делумно паметиме тие сцени кога градски бил исполнет, кога многу родители и деца доаѓале ги гледаат звездите на Вардар некогашни. Сега
тој момент до тоа ниво го немаме. Меѓутоа, генерално, во градов чувствувате популарност благодарение на вашата професија? Ви зборуваат често луѓето кои ќе отидете било каде, еве на кафе на тема фудбал, она да ве препознаат, подма да има коментари за вашата работа фудбалерска? Па во градот се нема десено да кажеме многу често да приде некој да ти каже играч на Вардар си може ли слика, но сепак мислам дека ние сме многу попопуларни, повеќе сме на пик од тоа што мислиме дека сме. Бидејќи сепак Вардар бренд најтрофеен клуб во историја на цела Македонија, не може од вас едноставно. Да, има очекување, сите не може да не те приметат, да не те знаат, меѓутоа нема толку голема интеракција во градот со луѓе. Да, не е како некогаш што знам, било. Ама сепак верувам дека ви зборуваат на фудбалски теми. По нормално. Никогаш се нервирате? Тоа не изглежда. Што треба редовно на тема фудбал да се зборува? Не, па се како нервирам било, па што било? со другариве мои кои правиме тема фудбал. Пошто не гледам фудбал, искрено не гледам фудбал, сум фанатик по кошарка. Кошарка ми убава да гледам, да. И сега сум имал утакмица, 90 минути сме победиле и ќе седнеме, не знам, после утакмица, едно пиво ќе пиеме и они сега ќе ми ја зборат, не знам, некоја оваа ситуација, онаа ситуација. Да, во тие моменти. Знам јас многу убаво тоа. Дома ќе дојдам, татко ми исто оваа ситуација, онаа ситуација. Во тие моменти кога е врела главата. Не можеш, а? Викаш дај кошарка. Не, дај кошарка, дај нешто друго ќе правиме муавец. Фудбал кај 90 минути сега го играв, остаме барем да преспиам вечерва, утре ќе разговараме. Ќе правиме муавет. Ајде кажи сега за кого најуваш. Што гледаш, NBA или Евролига? Па све гледам, ама Евролига поеќе, иначе навивам земјата. Да. Ова е добро, ова ќе заборавев. А за ова ме подготвија. Искрена ќе бидам дека ова не сме се прескокне прашање, дека аеродромско дете и сето тоа. Како, од која мало си? Од Стар аеродром. Стар аеродром сум кај Карши поликлиника Јана Сандански. Растен сум идол од дете на утакмици и растен сум 70, имам постар брат, он ме носел на утакмици. Се тоа фемили аеродром, навивања, се? Да. Мислам, навивање сум до пред да подпишам прв професионален договор. После тоа сум си идол на неутрална и сум си го пратил клубот од детството. Земзете си навивам и ден-денес идам кога можам, идам да ги гледам, ако не на телефон, на телевизија. Добро. За шампионски клуб навиваш, значи годиниве мирни ти беа, немаше нервози, кај вас си е пехарот, се е супер. Мирна по оваа година. Сега здрави уште се добие уште еден надпревар 3:0 и да се крена титулата. Ќе видиме што ќе се случи на тоа поле. Добро, ти други спортови, освен фудбал? Исто пратам кошарка, навивам за Партизан. Да. Тоа и до фамилиарно сме дома сите за Партизан и фамилиарно. Да, доста е. Одиш некогаш во живо да гледаш надпревари? Немаш колку имаш сега време, меѓутоа. Еднаш само сум бил на утакмицата со Олимпија Милано претходната година кога ги игра. Нажалост изгубија. Ама без разлика на тоа атмосферата е. Да, нема збор. Ја мислам дека подобра публика не сум видел. Сум бил и на фудбалски утакмици и на кошаркарски, ама меѓутоа таа утакмица на Партизан е очи таква атмосфера немам видено од се. Не знам дали сте таков тип на играчи кои што си ги паметите барем дел од надпреварите, ама имате ли некој што ви се во меморијата како најдобар надпревар и некој што ви е омилен до сега одигран и некој најлош што ве мачел, што сте мислеле и 100 пати сте враќале сценарија како требало да биде, ама Па најлош според мене, мислам не најлош како сум изиграл, него така по би рекол. Да, најлош надпревар од кој што ти си бил дел, генерално. Ми беше, мислам дека сега првото коло со Шкендија. По така, по искрено, ја барем сум емотивен и не ми беше баш сеедно, што е нормално, ама така бев наредни 2-3 дена клапнат, бутнат, што се вика психички. Тоа би ми било најдобар купот. Би го одвил купот и... Од се до сега? Па од се до сега, да, купот. Добро. Зборам да и вака како сум изиграв коректно, ама нешто што до сега ми е најпри срце ми било купот. Да. Добро. Мене највеќе ми двои останува во меморија како добар надпревар, иако на тој надпревар има клучен момент кој не го реализирав, тоа беше пеналот против Работнички. Добро. И сега, иако беше доста рано во утакмицата пеналот, го промашив, сите очекуваа, дури ја очекував да паднам. Да, не играш добро сега како секој играч, дали млад играч ќе се блокира, ќе
Меѓутоа се издигнав со ситуацијата, се издигнав и мислам дека тој надправ поготово дека го одиграв најдобро. Да. Секоја топка ја Тоа може задржав. да Важен за тебе, Да, лично да. важен, да. Секоја топка ја задржав, одложив, дадав на страна скокови, сите скокови ги земав и тој надправ највеќе ми останува во меморија како добар. Како лош, па не би кажал дека имам некој лош надправ оваа полусезона. Што ми останува во Добро. сеќавање. Ако да ја памтите подобро, така и треба, затоа што еве како ви е крајот, одличен. Кој најмногу ве критикува на тема фудбал? Но има некој што така обожава да искрено ви каже, особено кога нешто не е добро и директно не чини, не било вака. Спориме вака од дома, Од блиските, другари, да, блиските, другарите. Брат ми... Тие што смеат, да брат си ми и дозволат. другарите. Да. Брат ми оној што кога е добро, кога е лошо Кажу. ќе искритикува, но и другарите, да, а вака дома не знам, не татко ми, мајка ми поготово ретко доаѓа да ме гледа на надпревари. Сега беше купот, после долго време беше да ме гледа на утакмица. Да, брат ми и другарите, они не многу би ме искритикувале кога е лошо, кога е добро. Ја би рекол дома е само татко ми. Само? Да. Дома е само татко ми. И другарите. Нормално. Кој разбира од ни фудбал, се критикува, се кажуваат, кој не разбира, не. Има многу често така сите луѓе кои што си сакаат да се коментираат на тема фудбал. Не, некој разбира, некој не, на вас е да се слушате можеби. Често, ама добро. Најчесто друштво карање. Карање? Кога дојде моја утакмица и сега на некој сум се свиѓал како изиграм, некој дојде другари ќе каже лош беше и почиња да се кара, да се расправат и тука се такмичат кој повеќе разбира фудбал. Ти мене ќе ми кажеш, не, ти мене ли ќе ми кажеш и така почиња карање. Така на моменти кога ќе ми кажете требаше ова да го направиш, требаше да се свртиш ваму, нели го виде тој на другата страна. А најлесно одгоре. Да. Требаше таму да отвориш, тука имаше повеќе простор. Добро, извинете, ви го дресот ќе ви го давам. Страте ви сите, фала ви на тоа и така. Да. Добро. Па ќе речам дел од вашата работа. Чекај сега, добивам знаци за крај, ама не може да си одат фудбалери двајца во студио. Дошле без да ги прашаме девојки дали имаат. Девојчињата ќе ми се налутат ако така ако ве пуштам, ви испратам да си отидете лесно. Јас имам. Имам ја свој клизачи, гледаш, не сум безич. Добро, дрско беше ова. Да, значи не и да. Да. Океј, не останав должна на никој сега, ја мислам после ова. Ќе финишираме само со очекувања или желби, можеби и притисок за тоа што ви предстои следна сезона. Останувате во Вардар или уште е неизвестно тоа? Ја да, сега да. Имате договори, Да, така? да. Добро. Мислам, ќе видиме што ќе биде здравје Така. Боже, меѓутоа начелно останувате во Вардар. Слушнав сега скоро дека и кон Гоце Седловски разговорите се следната година ја чекаме титулата. Нели сега апетитите растат. Мислите дека тоа ќе ви биде некоја голема тежина или мислите дека е реално и треба да се очекува сега? Искрено мислам дека не би требало да биде, ќе биде сега голема тежина врз основа на тоа што поминавме ние оваа полусезона и сезона, дека полусезона имавме да кажеме малтене многу лоша, имавме 13 бода. Втората полусезона и освоивме максималните бодови што можеме да ги освоиме, дури и искочивме како победници на купот. Да. Мислам дека со оглед на тоа што го имаме во искуство оваа последната година, дека нема да ни ствара некако дополнително огромен притисок за тоа. Па ја би се согласил со него, притисок секогаш има. Како што реков претходно, дел сме од најголемиот фудбалски бренд Вардар. Не чека квалификации за конференцијска лига. Да. Ја посакувам да се вратиме и на тоа, како што Вардар некогаш играше Лига Европа и Вардар секогаш атакува на титули, на зашто не и двојна круна со све следна сезона. Така. Тоа сега така и ќе Да чува заврши. здравје сите, да бидеме што викаме без тие повреди. Да. Ја не се сомневам во никој. Да, тачно, да сме живи и здрави и можеби следната година да дојдете со повеќе пехари, титули и се поред. Многу ви благодарам, бевте супер гости. Го поздравувам цел ваш тим и ви посакувам сега малку убаво да се одморите и потоа со нови сили во нови победи. Фала многу, фала и на вас на поканата. Уште еднаш поздрав до сите гледачи.
До следна прилика. До следна И прилика. како што кажав, чест и задоволство што гостуваме на вашата емисија. Следна прилика со пехарот. Така, следната прилика со пехари. Ви благодарам уште еднаш многу, им благодарам и на нашите гледачи. Реков, еве уште еднаш ја честитаме оваа титула, го поздравуваме цел тим на Вардар, секако и комите не смееме да ги заборавиме затоа што секогаш се дел од оваа убава приказна. Веќе добро знаете дека ние ќе се видиме со вас и следниот викенд. Верувам дека и до тогаш ќе следите програмата на Телма. Од мене довидување.